Добар ден, време е за дневникот во 16:30. Почнуваме веднаш по кратката најава на делот содржините. Министерството за економија и Кадиица Метал подпишаа договор за концесија за експлоатација во рудникот во Пехчево. Во план е да се вработат 300 лица. Започна асфалтирањето на делницата Видовиште-Теранци во општина Чешиново-Облешево. Патот е посебно важен за жителите на општината Зрновци. За 2 години пациентите во македонските државни болници треба да добиваат лекарски третман по стандардите на развиените држави. Во тек е акредитација за стандардизација на болниците. Стопанскиот амбиент во Македонија се повеќе станува привлечен за странските инвеститори. Во најава се 3 инвестиции во ТИРС зоните во Македонија, а кои ќе создадат услови за отворање на околу 1500 нови работни места. Стопанскиот амбиент во Македонија се повеќе станува привлечен за странските инвеститори. Нови 3 инвестиции премиерот Никола Груевски најави на завчерашната свечена седница на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. При тоа тој нагласи дека со отворањето на новите погони се отвораат работни места во кои најголем процент ќе ги заземаат младите кадри. Ме информираше за 2 нови инвестиции. Тој ме информираше дека се завршија преговорите со една компанија за производство на делови за автомобилската индустрија, главни компоненти во секој автомобил. И самата компанија веќе донела интерна одлука на бордот на директори да инвестираат во нова фабрика во Пробиштип, во која планираат да вработат 280 луѓе и да инвестираат 15 милиони евра. Тие веќе регистрирале фирма во Македонија и ги ангажирале првите неколку вработени. Според најавата, во првата половина на јули, менаџерскиот тим планира да дојде со цел да го потпише договорот со владата. Истовремено, Бил Павлевски ми информираше дека друга германска компанија за производство на електрични уреди исто така донесе одлука на нивниот борд на директори да инвестираат во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 30 милиони евра инвестиција и да вработат 500 лица. Во најава наскоро да гради е швајцарска фирма која произведува соларни панели. Инвестицијата е со вредност од 11 милиони евра. Фабриката ќе се гради во ТИРС Скопје и ќе вработи 500 лица. Рудникот Кадиица е нова надеж за општина Пехчево. Потпишаниот договор помеѓу Министерството за економија и Кадиица Метал за добивање на концесија за експлоатација би требало да значи отворање на нови 300 работни места. Продолжуваат геолошките истражувања во рудникот за бакар Кадиица во Пехчево. Министерството за економија и Кадиица Метал по 24 месечен застој потпишаа договор со кој руската фирма конечно ја доби концесијата за експлоатација. Ова вест за Пехчевскиот регион значи голема надеж, бидејќи рудникот треба да вработи најмалку 300 лица. Можам да искажам голема благодарност до владата што еве пред 2 дена го потпиша договорот за концесија со Кадиица Метал фирма која е керка на Солвеј, руска фирма. Секако дека ние како локална самоуправа, јас како градоначелник и граѓаните од општина Пехчево очекуваме голем бенефит од овој рудник, од причина што мислам дека ќе имаме некаде околу 300 вработувања, посебно самата локална самоуправа има кога ќе почне со работа да се вади рудата, ќе имаме концесија со која што би можеле понатаму доста добро да ги работиме проектите и би имале некоја финансиска сигурност поголема. Инаку руската фирма Солвеј, која што стопанисува и сородниците Бучим и Саса, истражувањата за Кадиица во Пехчево ги започна пред околу 5 години. Активностите беа прекинати во 2013 година поради сомнежите околу евентуалните негативни импликации врз животната средина. По отфрлувањето на таквите сомнежи, владата донесе одлука за давање концесија за експлоатација.
Од денес започна асфалтирањето на делницата Видовиште Теранци во општина Чешиново Облешево од регионалниот патен правец Карбинци Зрновци Виница. Патот е од голема важност за жителите од општина Зрновци и населените места под Плачковица, кои патувањето до магистралниот пат до Штип го скратуваат за 10 километри. Механизација на Македонија пат денеска започна со асфалтирањето на делницата Видовиште Теранци во општина Чешиново Облешево, како дел од регионалниот патен правец Карбинци Зрновци Виница, кој ќе ги поврзува населените места од Подплачковица. Денеска и во текот на вчерашниот ден започна со асфалтирањето на регионалниот пат што ги поврзува населените места село Видовиште и село Теранци. Значи се работи интензивно, се надеваме до крајот на неделата да заврши овој потек со должина 1500 метра. Со ова ќе го решиме еден голем проблем што децени назад го имаме со општина Зрновци, значи веќе поврзување имаме до сега што требаше од село Видовиште да се стигне до село Облешево или до другите градови, скратуваме километража од 20 километри и со понатамошната соработка со благодарение на владата, значи продолжуваме со овој пат кон село Кучичино и понатаму продолжуваме во текот на наредните години со поврзување со општина Карбинци. Комплетно финансиските средства одвоени се од државните патишта на Република Македонија, значи комплетно излезуваат 24 милиона денари. Асфалтирањето на оваа делница е од особена важност за жителите на општина Зрновци, истакна градоначалникот Блаже Станков и додаде. Ова е историски ден за нас. Навистина овој проект беше еден од најпосекуваните проекти. 50 година назад граѓаните, значи од овие населени места бараа да оваа делница биде изградена и еве конечно, значи се завршува и навистина, значи се скратува за десетици километри излавањето на магистралниот пат Кочан и Штип и навистина преку изградбата на овој пат јас лично сметам дека ќе дојде до голем економски развој и на општина Зрновци и на општина Чешиново Облешево. Со самото тоа што веќе е влезено во програмата, овој регионален пат, значи следната година 2016 година е предвидена да се изгради делницата Теранци Кучишино, а веќе 2017 година Борилчева улица. И со тоа целосно овој регионален пат од Виница, Зрновци, Чешиново Облешево, Карбинци, па се до Штип, значи ќе биде поврзан и сите овие села кои што гравитираат во подножјето на Плачковица ќе бидат меѓусебно поврзани. По асфалтирањето на оваа делница следуваат активности за поврзување на општина Чешиново Облешево со општина Карбинци преку населените места Борилчево и Аргулица. Јавните здравствени установи во државата работат на стандардизирање на здравствените услуги и унапредување на здравствениот систем по примерот на развиените земји. Фокус на акредитацијата на македонските болници за стандардизација е пациентот, велат лекарите вклучени во процесот на стандардизација. Веќе една година како е во функција процесот за акредитација на здравствените установи. Во Македонија е прифатена европско-канадската номенклатура, а болниците во државата се акредитирани по тој систем. За таа намена е формирана и агенција за акредитација, која е со седиште во Скопје и која работи превентивно за безбедноста на лекувањето на пациентите. Главен аспект во сите овие мерки кои се користат за акредитација на нашите болници, на прво место е пациентот, од практично влезот во самите болници па до излезот со завршувањето на лекувањето, се следи целокупната неговата работа и се прават низа на мерки, се со една цел да имаме правилно и безбедно лекување на пациентите. Председателот на Комисијата за акредитација на здравствените установи вели дека перцепцијата во нашите болници се добива уште со самото влегување, тргнувајќи од хигиената па се до односот на вработените со пациентите. Дали е исчистено, дали е наместено, дали е неуредно, дали имате насмевка на медицинскиот персонал или имате лош однос, дали имате гужви или едноставно се си тече по некој канален ред. По тоа како се постапува со самите пациенти пред за време на процедури, после извршувањето на процедурите, односно ако е оперативно, постоперативното лечење. Практично движењето на пациентот низ болничките кулари треба да биде тоа што ќе ја подобри перцепцијата на еден пациент за тоа дали таа болница е добра.
Согласно стандардите и критериумите, јавните здравствени установи имаат приоден рок од 2 до 3 години да ги отстранат недостатоците, се со цел да им се овозможи на пациентите повисоко ниво на услуга и квалитет, кои ќе бидат на исто ниво како и стандардизацијата во болниците од сите европски земји. Како да се подобри конкурентноста на малите и средните предпријатија? Ова е целта на проектот на кој неколку месеци работи Центарот за развој на Источниот плански регион, а кој треба да финишира со веб платформа која во голема мера ќе олесни работата на предпријатијата, инвеститорите и невработените. Бизнис центарот за развој на Источниот плански регион во рок од 8 месеци досега има реализирано повеќе активности, од кои повеќето се пилот проекти, кои досега се покажаа како успешни. Целта на ваквите проекти е да се зголеми конкурентноста во Источниот регион, вклучувајќи ги малите и средните предпријатија, невработените лица и кластер здруженија. Бизнис заедницата им нуди подршка на малите и средните предпријатија, како и запознавање на можностите за инвестирање. Нашата цел е зголемување на конкурентноста на планските региони овде. Наши целни групи се мали и средни предпријатија, потоа здруженија на кластери, невработени лица, потенцијални домашни и странски инвеститори и слично. Досега организиравме 4 информативни настани и 2 советодавни настани. Значи имаме и еден завршен настан кој ќе го завршиме до крајот на оваа година. На крајот друга наша активност е креирање на интерактивен веб портал за инвестирање исто во нашиот источен плански регион. Со самото тоа што организиравме повеќе вакви 6 информативни советодавни настани, заинтересираноста е голема и затоа овој проект е продолжен, значи до крајот на оваа година и се надеваме дека ќе имаме исто вакви други активности што би можеле на некој начин да дадеме подршка на малите и средните предпријатија во Источниот регион. Центарот за развојот на Источниот плански регион ќе продолжи и во наредниот период со организирање на настани. Следниот проект ќе биде поддржан од Министерството за локална самоуправа и UNDP. Универзитетите се подготвуваат за упис на нови студенти. Отворени денови најавуваат неколку факултети при Универзитетот Гоце Делчев. Со почетокот на конкурсите за упис во прв, втори, трет циклус, УГД започна со отворени денови за матурантите и останатите заинтересирани граѓани. Вратите на правниот факултет во Штип ќе бидат отворени на 6, 7 и 8 јули од 9 до 12 часот, додека економскиот факултет во своите простории во Штип и во Скопје организира отворени денови од 1 до 10 јули во периодот од 10 до 12 часот. На оние кои ќе присуствуваат на овие отворени денови, ќе им бидат презентирани сите можности што ги нудат овие два факултета. Како и секоја година, и оваа академска 2015-2016, Штипскиот универзитет со новитети за идните студенти. Еден од нив е актуализирањето на факултетот за образовни науки, кој поради преголемиот број дипломирани студенти 2 години беше ставен во мирување. Сега веќе отворени се квотите на предучилишно воспитание, на одделенска настава, на историја и на археологија, така да тоа е еден нов момент и многу важен за тој факултет. Отворењето на Филмската академија и студиските програми на прв и на втор циклус, например, кои што сериозни професори од Прага и од Скопје, кои што работат надвор од Република Македонија, се докажани во својата професија, ќе бидат професори на Филмската академија. Ликовната академија исто, музичката академија. Во интерес на досегашните и нови студенти, Универзитетот Гоце Делчев нуди повеќе поволности. Многу отворени можности студентите, значи прво со самото запишување на факултет ви се отвараат можности да можете да заминете на некакви студиски престои, да заминете да работите и да заработите, да научите јазик и да се вратите да продолжите со своите студии, да подобрите нешто во местото на своето живење каде што живеете и учите, да влијаете преку студентската организација или преку други сегменти на јавно делување. Како индивидуалец можете да давате идеи да го подобрете. Од друга страна, ете универзитетот за кратко време создаде некакви социјални компоненти важни за студентите. Значи универзитетски спортски центар, универзитетски културен центар, универзитетско радио, центар за односи со јавност. Целото тоа е во интерес на студентите. Штипскиот универзитет Гоце Делчев од 2007 година е единствениот универзитет на Истокот. Започна со 7 факултети и една висока школа. Во текот на академската 2008-2009 година
Во состав на универзитетот влегоа уште 6 нови факултети, а во учебната 2014-2015 еден факултет премина во академија. Во меѓувреме се отворија уште 2 нови. Денес, Универзитетот Гоце Делчев во својот состав има 12 факултети и 3 академии, со повеќе од 100 студиски програми во 3 циклуси на студии. Пепелница, пламеница, лисна болва и разни штетници ги уништуваат овошните и градинарските култури во овој период. Агрономите со совети до земјоделците редовно да вршат заштита на растенијата. Пламеница, пепелница, лисна болва, како и разни други инсекти ги напаѓаат овошките и градинарските култури во овој период од годината. Имено почнувајќи уште од расадувањето па се до созревањето на плодовите, производителите треба да извршат повеќе агротехнички мерки за богат род. Покрај наводнувањето, кое е најдобро да се изведува со систем капка по капка, како и прехранувањето на културите, за поголем принос агрономите ги советуваат земјоделците да ги заштитат своите насади од повеќе болести и штетници. Во почетокот се прскаа со системици, а потоа се прскаа со контактни препарати или на база на органско, може така со бакарни препарати, или сами да си приготват синкамен и вар. Кога почнат веќе плодовите кои се заврзани на, тоа зборуваме за градинарските култури, и како кај пиперката, домотот, крставицата и компирот. Додека во воштарството сега поинтересно и поактуелно е напаѓањето на фузикладимот, напаѓањето на пепелница, штетници, лисни бошки, разни други штетници. Во овој период е редовна заштита на сите овие култури, дали ќе биде кај јаболка, дали ќе биде кај слива, или зависно од праска и така натаму. Кога станува збор за болестите кај културите, експертите препорачуваат да се користат незаразена почва и вода, додека кај вирусите најдобро е да се изврши третирање со контактни инсектициди. Главно што е интересно да се води ред со прскањето заради каренцата. Значи каренцата од последниот ден на прскање па до бербата, тоа секој производител треба да води ред за да бидат заштитени сите конзументи на земјоделските производи. Доколку плевелите сега интересно е, тие се веќе пораст, може да имат и претерано, се прска со хербициди. Хербицидите се избираат зависно од плевелите, дали се повеќе годишни или едногодишни плевели, така ќе се изберат и самите препарати за заштита на насадите од плевели. Така да има селективни и неселективни хербициди. Доколку земјоделците навреме ги извршат сите овие агротехнички мерки, ќе ги заштитат земјоделските култури од штетници и болести, а со тоа ќе имаат и богат род, велат агрономите. Групата Ѓоми Жисто вчера ја забавуваше публиката во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Вечерва на програмата на Штипското културно лето е целовечерен концерт на Универзитетскиот хор Гоце Делчев и солисти од класата на професорите Благица Поптомова и Борис Трајанов. Со 15 на староградски песни, авторски дела на композиторот Мирче Кикиритков, синоќа во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип се представија членовите на групата Ѓоми Жисто и младата Ивана. Целовечерниот концерт изобилуваше со традиционалната македонска мелодика, без примеси на ориенталната музика, која според членовите на оваа штипска група доминира во последниве години. Онаква музика како што компонира Мирче Кикиритков ни лежи нас на душата, пошто нашиот музички вкус е веќе оформен. Сега има некои кои сакат нешто посовремено или нешто поинакво од нашето, ако не може да се окарактеризира како современо. Ние сепак пееме онакви песни кои имат блискост со нашата традиција, не затоа што јас ја примам, него гледам како кој ги чул песните, сите велат дека се прекрасни композиции. Нема ништо нападно. Освен изведувачите, во староградската музика синоќа уживаа и посетителите. Мислам дека се добри, дека и негуват и она многу бава музиката, слуша ги, има добри песнички. Дали ние дека сме у години па ја сакаме, младите многу не ја негуват староградската музика, ние продолжиме да ја негуваме, добро се чувствуваме. Групата Ѓоми Жисто и Ивана постои околу една година и досега има настапувано на повеќе манифестации организирани во Штип. Со целовечерниот концерт насловен како "Животот ке помине, меракот ке остане", ги потсети штипјани на времето одминато, кое е на радост на љубителите на староградската музика, за секогаш ке се негува благодарејќи токму на музичари како членовите на Ѓоми Жисто.
На оние пак кои ја преферираат класичната музика, вечерва со целовечерен концерт кој ќе започне во 20 часот, ќе им ја долова членовите на Универзитетскиот хор Гоце Делчев и солистите од класата на професорите Благица Поптомова и Борис Трајанов. Овој настан, кој исто така е во склоп на програмата на Штипско културно лето 2015, ќе се случува во уметничката галерија Безистен. Со изложба на дело од членовите на лековното студио при Дом на млади Штип заврши двомесечната обука на најмладите. Од септември повторно продолжува курсот, а од Дом на млади најавуваат активности и за повозрасните. Повеќе основци, членови на ликовното студио при Дом на млади, кое функционира околу 3 месеца, со годишна изложба на нивните ликовни творби пред родителите, ја покажаа својата умешност во областа на ликовната уметност. Се запишев на курсот затоа што сакам да цртам. Јас ги сакам пеперутките и цвеќињата, па пожелба го нацртам. Ликовното студио го посетували и две талентирани сестри, кои велат дека се запишале бидејќи цртањето им е голема желба. Некои ни беа дадени теми, некои ме инспирираше и природата. Па сакам да ја цртам природата, овошје, зеленчук, плажа, јајца, велингенски. Родителите изненадени од фактот дека нивните деца се навистина талентирани за цртање. Па да ви кажам право, јас пријатно се изненадив кога ги видов цртежите. Знам дома што цртаат, меѓутоа кога видов овде со помош на уметник, кога тоа е поддржано со вистинска рака, јас сум презадоволна и они беа пресреќни кога ги видов своите цртежи. Професорот кој работеше волонтерски со децата истакна дека му било големо задоволство и упати порака до сите оние кои сакаат да се занимаваат со ликовната уметност. Волонтерски се прифатив бидејќи тоа ми лежи, долго време работев во домот на пионерите, клубот за ликовна култура, па и во настава во основно училиште Гоце Делчев, во дом на култура, така да ова ми е една посебна така да речам, бранша која ми лежи да работам со дечиња. Ликовното студио е во склоп на програмата на Дом на млади, подготвена со цел оформување на неформалното образование кај немладите. Родителите видоа што работеле децата во претходните 3 месеци, меѓутоа се мотивира и самите дечиња со оваа прва нивна изложба и понатаму се занимаваат со ликовната уметност. Освен студиото за ликовна уметност во интерес на најмладите, во Дом на млади профункционира и драмското студио, студиото за фотографска уметност, балетското студио. Шорова Ангелова најави дека од септември се предвидени активности наменети и за повозрасните. Во Атина протест за подршка на не на предстојниот референдум. Илјадници луѓе синоќ се собраа во центарот на Атина за да протестираат против уцените на Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд. Членови на владеачката партија СИРИЗА, два левичарски синдикати, политички групи, како и многу други луѓе извикуваа слогани за достоинство, демократија и живот во пресрет на референдумот на 5 јули. Обединетите нации треба да уништат илјадници тони храна која е неквалитетна и доставена до Непал по земјотресите во април и мај. Во двата земјотреса на 25 април и 12 мај загинаа речиси 9.000 луѓе и над 22.000 се повредени, додека над 500.000 домови беа урнати. Светската програма за храна раздаде над 6.500 тони ориз и друга храна за околу 2 милиони луѓе погодени од земјотресот. Неименуван хотелски работник со мобилен телефон го снимил убиствениот поход на Сейфедин Резгуи, движејќи се позади него. Во неверојатната снимка од 11 минути работникот во еден момент дури успел да го каѓе со флаша терористот на ИСИС, додека тој ги бирал метите. Напаѓачот после масакрот беше убиен од еден полицаец, откако снајперистите промашиле неколку пати. Патник на јапонски супербрз воз се запалил денес исполнувајќи ја кабината со чат од кој 2 лица ги загубиле животите, а 9 биле повредени од прекумерено вдишување чат. 2 жени починале, а од 9 повредени, еден е потешко. Најмалку 30 лица загинале кога воен авион се урнал во населен дел на градот Медан на Суматра. Авионот паднал врз 2 куќи, а се запалил и еден автомобил. Во авионот се наоѓале 12 членови на екипажот, но не се знае уште колку луѓе имало во авионот покрај нив.
Во пресрет на христијанскиот празник Павловден, кој е и патрон на град Виница, ЈП Вин Спорт во соработка со општина Виница, по пети пат ги организира традиционалните спортски турнири во пинг-понг и баскет. Турнирот во пинг-понг се одигра во сабота со почеток во 10 часот, а турнирот во баскет е закажан за недела во истиот термин. Привувањето на екипите е во тек и се врши во просториите на спортската сала Капетан Кирчо Димитриов. Пријавените кандидати или екипи нема да плаќаат котизација, меѓутоа за првите 3 места и во двете категории се обезбедуваат пригодни награди од организаторите. Скопје ќе биде домаќин на Суперкупот на Европа во 2017 година. Националната арена Филип II Македонски Скопје ќе бидат домаќин на Суперкупот. Ова одлука официјално е донесена на состанокот на извршниот комитет на УЕФА во Прага, а ја соопшти министерот за спорт на Русија Виталий Мутко. Официјално одлуката треба да биде соопштена денес на пресконференцијата на Европската куќа на фудбалот. Меѓутоа, како што соопшти Мутко, истата веќе е донесена и Скопје во август 2017 година ќе биде домаќин на двете најдобри екипи на европското тло. Ова е огромно признание за македонскиот фудбал и Фудбалската федерација на Македонија, кои добиваат историска организација на врвен европски фудбалски настан. Ова е се во првиот дневник. Довидување до 20 часот, за кога дежурната екипа на Канал Плюс подготвува нови информации за актуелните случувања. Ви останете со нашата програма и имајте пријатно попладне.